Добар ден, почитувани. Ја следите најновата Телма амбуланта. Кашлица, растечен нос, покачена телесна температура, малаксаност. Зошто зимата е идеална за ширење на респираторните инфекции? Дали секоја настинка може да направи проблем со долните дишни патишта? Кој е во поголем ризик да развие компликации? Како се препознава дали кашлицата е безопасна или пак последица на бронхитис или пневмонија? Разговараме со пулмоалергологот, доцент доктор Маријан Баовски. Останете на Телма, проследете ја денешната Телма амбуланта, а во последната третина од емисијата ќе имате можност да се вклучите и вие со ваши прашања во програма. Останете на Телма. Статистиките покажуваат дека петина од сите боледувања на работното место се должат на зимските респираторни инфекции. Токму за нив, за инфекциите на дишните патишта, денеска разговараме со доцент доктор Маријан Баовски, специјалист по интерна медицина, субспецијалист пулмоалерголог од Градската општа болница 8 септември од одделението за пулмологија и алергологија. Докторе, добар ден. Добре ни дојдовте повторно во студиото на Телма. Добар ден, благодарам за поканата. Голем поздрав на гледачите на Телма амбуланти. Докторе, зошто зимата е идеална за ширење на респираторните вируси? Дали тоа го возможува студеното време или пак топлиот воздух во затворените простори? Кој е кривец? Од се помалку, но да спомнам дека акутните респираторни инфекции се едни од најчести посети на лекари, ги има континуирано преку цела година, со одветни микробиолошки застапености во одредени периоди. COVID-19 ја измести, да кажам, сликата дека може да настинеме и да направиме пневмонија само зиме, него буквално беше континуирано присутен во сите 4 годишна времења, но застапеноста е доста голема, бидејќи респираторниот систем е еден од најотворените системи во човечкото тело. Што значи тоа? Ние секојдневно вдишувајќи воздух, вдишуваме покрај воздухот кој што е неопходен, знаеме, да држиме во живот ради внесување на кислород и сфрлање на јагревиот диоксид од телото, но истовремено преку тој воздух се внесуваат и голем број на во денешневе, последниве години, голем број на PM честички кои што и како прават дополнителна инфламација. Внесуваме полени, внесуваме разни нечистоти, внесуваме иританси и внесуваме микроорганизми како вируси, бактерии. Оно што е интересно во зимскиот период, бидејќи изложеноста, како што рековме, е поголема и на ладен воздух, кој што знае дополнително да го исуши епителот, истовремено престојат во топли простори, дополнително кои што се загреени повеќе него што треба го доисушуваат епителот, така да се нарушува онаа хомеостаза на природното создавање на слуз и полесно е приемчивоста на, да кажам, на микроорганизмите ако се присутни во просторот. Втора работа. Ако имаме ситуација кога е многу ладно, ако сме надвор, вдишуваме дополнително голем број на загадени честички кои што ја нарушуваат хомеостазата, почнувајќи од треперењето на оние респираторни цили кои што го изфрлаат секретот на надвор со цел да не дозволат да се навселат и микроорганизмите и други штетни супстанции во долното дишно стебло. Втора работа предизвикува и нативка инфламација, односно воспаление, кое што дополнително го ослабува локалниот вроден имун одговор. Трето, делува загадениот воздух лошо и на алвеоларните макрофаги, така да многу е полесно да се навлезе и да се она прва одбрана заобиколи од страна на вирусите најчесто, а после тоа наколемување и на бактерии. И трета работа, често ние се дружиме повеќе во затворен простор, со повеќе луѓе, бидејќи излегувајќи од кафулињата или сега врие во трговските центри, од луѓе кои што се на мала површина, голема група на луѓе, доволно е да кажам еден-двајца да имаат грип или COVID-19, зборам вирусни или риновирусни инфекции, кои што можеби кај еден здрав организам ќе биде лесно поднослива, се помине само со кивање, но кивајќи и разнесувајќи го во однос на оние флигови капки кои што се шират и се во огромен број на микрочестички, се вдишуваат од околните луѓе и на тој начин се размножуваат во нивниот епител. Втора и битна работа. Вирусите кои што ние ги искашлуваме,
почнувајќи од просториите од домот, остануваат и на кваките, и на вратите, и на троседот, и на масата работна. Да не кажам за работните услови каде што престојуваме или децата во училиштата, бидејќи отсуствата не се само од работа, него се и од училиштата, било основните, било средните, отсуства се од градинки, па дори и воспитувачите кои што ги работат со дечките, да ви кажувам од практично искуство, имам пациентки неколку кои што имаат хронични белодробни заболувања и таман пошто зимава со вирусите, они буквално не можат да се опорват да се вратат назад на работа. Тие вируси респираторни, најчесто и другите, и бактериите исто, но респираторните вируси знаат да преживеат еднаш искашлане на контаминирана површина до 48 часа. Трета работа. Често ние сме навикнати и кога киваме, и кога кашламе, да устата се ја покриеме со раката. Не секогаш ќе измиеме таа рака. Со првиот човек се поздравуваме или со тој со кој што сме поздравиле претходно искивал и ние сите, посебно децата, посебно адолесцентите, поколку пати во тек на денот го допираат носот, лицето, устата, онаа влезна врата, дури и конјунктивите на очите, каде што лесно можат вирусите кои што се присутни на тие површини да лесно се нели пренесат. Еве јас ако искивам сега, сум болен од грип, искашлам и со раката не ја измијам и ја отворам кваката, ќе останат голем дел вирусните честички, уште 2 дена се активни за тие честички понатамо нели да се тоа што понатамо нели ја фати кваката да бидеме реални. Миеме раце, но не толку колку што треба. Затоа толку се инсистира на хигиената на рацете. Дефинитивно, и кога миеме раце, тоа е буквално неколку секунди како да ни снемува време. По правило, рацете се мијат 60 на секунди. Сега нели не е тоа темата на емисијата, но е начин на како се пренесуваат респираторните вируси. Од друга страна, на ладното време, одредени патогени микроорганизми, например грипот, си има своја периодично звојавување, самиот грип, самата честичка, многу полесно се пренесува, кога не само заради ова што спомнав, нели, ради престојот во затворен простор кај што е поголем, него и самата вирусна честичка, исто така и други микроорганизми, посебно некои типични соеви, еве да кажем микоплазмата или хламидијата, така прилагодени да посебно се кога ќе се паднат температурите, тие полесно некако се активираат и полесно издржуваат и полесно се прилепуваат, толку кога ги имаме светлина, која што исто така го ништува, како што е во летното време, кога имаме повисока температура и да бидеме реални во зимскиот период, ако не внесуваме суплементација, сите сме нели наоблечени и помала е синтезата на витаминот D3, кој што е еден од многу битните фактори за една убава имуна равнотежа во самото тело. И треба да се внимава. Посебно многу е штетно за респираторниот систем, вклучително и здравите луѓе, а камоли луѓето кои што имаат хронични белодробни или кардиоваскуларни или метаболни болести, кога нагло се излегува од претопла просторија во ладна и посебно онечистена просторија. Сепак, јас советувам пациентите, еве кој биде апел, кога е посебно загаден воздухот, кога мора да се оди надвор, се оди на работа, нели, обврски имаме што мора да ги завршиме, сепак оние, да кажам, да не ги забораваме KN95 маските, кои што освен што го прочистуваат воздухот и на некој начин го затоплуваат воздухот. Помагаат да се вдишува потопол воздух и да не се заборави да се дише на нос, да не се дише на уста. Никако овој период спортување покрај посебно сообраќајници или на отворено, кога нели спортувајќи ние внесуваме се поголеми количини на онечистен воздух, нели кој што дополнително може да го направи телото поприемчиво на респираторни патогени. Најчести причини се вирусите и најчесто стануваат инфекциите на горниот дел од телото. Она што најмногу се злоупотребува и за кое што најчесто се употребуваат антибиотици. Преку 75% од сите целокупно препишани антибиотици, зборувам на светско ниво, се токму ради акутните респираторни инфекции. Често погрешно дадени, посебно во наши простори каде што често може да се купат и сами пациентите, нели, преку Google, дознаваат дека имам температура, треба веднашко да почнам со антибиотик и си го земам на своја рака. Значи имаме една голема злоупотреба на антибиотици, бидејќи овој начин на пренесување најчесто е од вирусните патогени. Инаку бактериските инфекции, бактериите се
постојано на нас, во нас, околу нас, ги имаме на кожата, ги имаме во устната празнина, ги имаме во носот, ги имаме дури и во респираторниот систем до одредено ниво. Ги имаме во цревата, значи тој нашиот микробиом со кој што ние стоиме во равнотежа. Освен нели соодветниот типични предизвикувачи кои што не се дел од нашиот, да кажам, микробиом, така че се застапени, како што е легонелата, како што е хламидијата, како што е микоплазмата, и кои што почесто, посебно микоплазмата и хламидија инфекциите, се почести баш во овој зимски период, за разлика од легонелата, која што е почеста во летниот период. Така. Но и тоа се променува, јас можам да кажам дека последниот месец имавме... Многу се греат и на клима во домашните услови. Бидејќи легонелата се пренесува всушност од нечисти клима уреди. Таа се размножува во водени услови, но сега интересно и најверојатно застапеноста на легонела, кога ќе видиме кај пациентите, нели, кога ќе извадиме пнеумофтет, обавезно вадиме и контролен пнеумофтет, ќе го докажеме легонела антигенот во урина со клиничка слика на легонела пневмонија атипична, ја има некако последниот период позастапене за разлика од летно време кога нели најчест предизвикуваче на тешки пневмонии и легонела пневмофила. Докторе, меѓународно постои уведување дека ако излезат надвор и измрзнат, ќе се разболат поради студот, што е аналогно всушност на промајата во летниот период или пак седењето на ладен пот, односно на циментов во лето. Дали на вистина студот сам по себе не разболува или пак ова што вие го појаснивте пред малку? Студот, ако премрзнеме, буквално, нели, ако премрзнеме, делува негативно, како што кажав, го исушува ладниот воздух, така смета на епителот на дишниот систем, ја пореметува таа хомеостаза на чистење, нели, на секретот, и во суштина прави еден шок на телото. Но лично може да ги почувствуваме оние симптоми кога ќе излеземе надвор, па веднашка после сат-два ќе почне да ни тече носот, нели, некакво секрет. Тоа е само еден тип на реактивен, да кажам, ова вазоспазам, кој што понатаму се крвните садови прошириле, па тоа се создава повеќе секрет, не е тоа настинка. Но ако сме ние постојано во услови кои што се, да кажам, нечисти, кај што мора да престојаме надвор да работиме на лоши услови, дефинитивно лошите услови, изложеноста на прашината, еве да кажам, градежните работници кои што се постојано надвор, кои што се изложени освен на студот и на неповолните услови, или рударите кои што се нели во длабочината на земјата. Тие сепак ефекти на здравието, недобрата микроклима, го наслабнува имуниот одговор. Лично како студ, ако и јас никогаш не препорачувам да биде човек затворен дома, бидејќи изолираноста и чувањето во стаклено звоно, посебно на малите дечиња, пошто еве имаме ние пример во градинките во Финска, во Данска, дечињата се носат надвор со течење на носот, со мрсулави носења, баш напротив, така и се гради еден добар имун систем. Никако не сме само нормално, нели, да нема претоплување. Претоплувањето е поштетно и препотувањето надвор, нели. Значи кога децата ќе бидат преоблечени, така? Да не бидат никако преоблечени, само ви велам да не биде наглото излегување од претопло без да се заштити носот. Инаку и така препорачувам надвор, престо по можност, барем во зимскиот период, малку на повисоко, со цел нели да го избегнеме оваа концентрација на PM10 поради влажноста овој период што постои секаде и посебно во град како нашиот, нели, се почеста концентрацијата повисока во пониските слоеви. Препорачувам престој надвор и обавно да се ужива во сите зимски игри и да не се посегнува по антибиотика кога веднашка потече носет. Ќе проговориме детално за терапијата кога станува збор за респираторните инфекции во зимскиот период, кои што обично се манифестираат со кашлање, покачена телесна температура, течење на носот, малаксаност. Колкав е ризикот горно-респираторната инфекција, која што е проследена со овие симптоми, да се спушти на долните дишни патишта, односно на белите дробови? Ризик постои во помал процент, но поголем тој ризик е ако се работи, зависи за кој е причинител за инфект. Например, вирусот на грип е посериозен патоген и кај млади лица. SARS-CoV-2 вирусот, да не го спомнам сега, нели, додека бев тука во студиото, слушнам дека се пријавуваат се уште, да, постои, не е како што беше порано неговата застапеност како причинител, но се уште е во опток и кod еден лица прави сериозни, да кажам, инфекции. Зависи од предизвикувачот и зависи од одбранбената способност на домаќинот. Така да ретко ви кажав, некое лице со веќе некаква белодробна диагноза, како што е асмата или пак хоп, добија респираторна
зимска инфекција? Значи, кај тие лица, хронична обструктивна белодробна болест е посебно тешка, бидејќи тие и самите имаат по-тешка дури од астмата. Астмата, често вирусните инфекции даваат влошување на астмата, бидејќи ја зголемуваат реактивноста на дишното стебло повеќе, без потреба на антибиотици, значи само имаме потреба од зголемување на инхалаторната терапија или дополнително антиинфламаторна терапија која што даваме кај пациентите. Значи ретко се случува бактериска компликација. Вирусите често повеќе влошуваат астмата, не го влошуваат и хобат. Сега кај болните со поради хронично измените структура на дишните патишта, значи почнувајќи од големи па секако што оди надоле мали дишни патишта каде што имаме и променет микробиом, лесно се активираат оние бактерии кои што биле заштитени во тој биофилм, останале почесто, да кажам, заштитени и лесно се накалемуваат и прават мешани инфекции, така? Прават мешана, значи супер инфекција. Значи не мора само на вирус да се накалеме бактерија, например на вирус на грип. Најчесто во опток се во човечка популација од типот А и типот Б, и посебно се велам есенско-зимскиот период, и за кој што ќе спомнам има одлична превенција вакцината против грип. И да не биде луѓето во забура дека само луѓето кои што имаат белодробни заболувања треба да ја примаат. Тука се болните со кардиоваскуларни заболувања, тука се болните со шеќерната болест, тука се болните со бубрежната болест, тука се болните со црнодробни заболувања. И на крај крајева, и дај Боже да луѓето се возрастни и да немаат болести. Самата возраст, на некој начин, самото старење, го намалува и функционирањето на имуниот систем, така да за сите е препорачливо. Најдобар избор на третман е превентивата преку вакцинацијата. Да знаат гледачите дека вакцината против грип нема вирусна гривонезе. Има делчиња од оние соеви кои што се очекува дека ќе бидат циркулирачки. И навистина греот е да се направи една сериозна компликација од грип во 21 век, затоа што човекот одбива да прими вакцина. Значи, апел, редовно вакцинирање против грип и редовно вакцинирање против стрептококна, имаме антистрептококна вакцина, конјугирана облик, пневмококната, нели во облик на конјугирана форма, 13 валентна, чекуваме наскоро да стигне и 20 валентната, кои што ги има сериозните типови на стрептококус пневмонија, кои што се уште се причина број 1 за висока смртност, бидејќи највисок ризик од респираторна смртност, посебно од компликации долно респираторни, ги имаат највулнерабилните групи. Тоа се дечињата до 4 годишна возраст, кај нив зошто еден респираторен синцитијален вирус кој што е многу опасен во периодот бидејќи имаат мало нежно дишно стебло со мали дишни цевчиња, кога веќе вирусот се размножи во епителот, создава голема количина на слуз и дечињата почнуваат веднаш да се борат за воздух, се случува она обструктивен наод, почесто се респираторни пневмонии. Понатаму ке возрастните еден респираторен синцитијален вирус нема да направи таква клиничка слика, ама ако има болниот хоп, ќе направи сериозна, да кажам, компликација, влошување на болеста хоп. И ке ни стрептококус пневмонии и другите стрептококи, и стрептококус пиогенес, нели? Другите серотипови ги имаме преку 100 серотипови само на стрептококот крини, кои што живеат нормално во флората, лесно ќе се пренесат и ќе направат супер инфекција, бидејќи самата инфекција, посебно грип или SARS-CoV-19, го ослабнува имуниот одговор, го оштетува респираторниот епителиот, бидејќи вирусите им треба клетката домаќни да се размножат. Тоа е епителиот првично. Му наредува, буквално, создава и копија. При тоа создавање на копии, самата епителна клетка сакајќи да се одбрани, создава голем број на гласници, повикувајќи го имуниот систем, нели? Тоа се така наречени хемокини, цитокини, кои што прават штета дополнителна, сакајќи да се исчисти, нели, од вирусот на грип. И сега е многу лесно кога она одбрана која што била од цврсти епителни клетки со здрави цели, кои што се изфрлаат надвор, кои ќе создадат празнини, да лесно вдишам стрептококус или хемофилус или мораксела или било која друга бактерија
навлезе и направи една сериозна пневмонија, која што велиме бактериска пневмонија. Како ќе познаат пациентите со грип? 4-5 дена, 6 преку сила паѓа температурата и почнува да биде подобар за по 2-3 дена. Повторно да имаме висок пораст на температурата и со појава на сенки кои што се гледаат на рентген, кој што е златната данас за диагностика на пневмонијата, во облик на консолидација и веќе на многу тешка клиничка слика, која што веќе бара и хоспитален третман. Исто, не мора да се накалеми, да кажам, на вирус бактерија. Може друг вирус. Почнало како да кажам еден риновирус инфекција, па се накалемо грип. Имавме ние случај кога во исто време циркулираше короната со грипот, имавме флурона, нели, кисти пациенти и грип и корона. Значи, една вирусна инфекција се накалемува со друга. Некогаш дури и двата вируси истовремено се случува да го нападнат телото и да направа заедничка коинфекција. Во посебен голем ризик се дефинитивно вулнерабилните групи, тоа се дечината до 4 годишна возраст, бидејќи нели имунниот систем се уште се развива, и возрастните на 65 годишна возраст, и посебно болните кои што имаат хронични заболувања, болните кои што се нели на терапија ради нели малигни заболувања и болните кои што се на имуносупресивна терапија ради голем број на автоимуни заболувања. Ќе ги поканиме доктори гледачите, од овој момент да се вклучат во Телма амбуланта, почитувани емисијата е контактна. Докторе, кога се јавува кашлица, како да препознаеме? Дали таа е последица на секретот што се спушта од носот или пак е резултат на некакви промени во белите дробови? Има се препознава тој симптом. Прво, да не се уплаши народот, секој нормално подкашлува. И 20 на пати во тек на денот, затоа што не иритира. Некого ќе изиритира парфем, без разлика дали е убав или не убав, непријатен, прашина домашна, цигарски чат, просторија, промена, ладно, топло воздух, значи тоа не е за загрижување. Кај хроничните кашлици, кои што се причина последица на некој заболување, кашлицата не се смирува. Напротив, еве како речеме за кашлица која што е поврзана со хронична обструктивна белодробна болест, почнува со кашлица, со искашлување и таа трае 3 до 4 месеци во континуитет во последните 2 години. И нон-стоп имаме искашлување, значи треба да се позовеме на болест. Понатаму, ако се јавува скоп со знаци за респираторен инфект, таа е сува. Најчесто тоа е нели вирусна инфекција и се смирува 10 на 15 дена. Некои вируси, некои типични предизвикувачи, например на микоплазма, таа ретко прави сериозни пневмонии кои што барат хоспитализација и компликации, но и тоа може да го направи. Пневмонија што се проаѓа на ноза. Да, кај најголем број лица, но кај некои бара хоспитализација и за жал дава и сериозни компликации на срце, плеврални изливи и така натаму, иако е тоа многу ретко. Но што е интересно за некои типични предизвикувачи вируси кашлицата и посмирување на инфекцијата трае месец, месец и пол, 2 месеци, посебно овој период интересно од респираторни аденовируси и останати кои што не секогаш можеме да ги изолираме, бидејќи тоа се скапи испитувања, кои со молекуларни, да кажам, PCR методи од искашток може да се фатат буквално секвенција на нуклеински киселини на голем број на респираторни патогени, но не секогаш ние нели можеме да ги, да кажам, уловиме, затоа што вирусот бара жива клетка да се размножи. Знаат да дадете на пролонгирана стува кашлица, но што видиме дека лабораториски параметрите се мирни, дека пациентот се чувствува мирно, ние можеме, ако е таа надраздувачка и било, да кажам, неподносувачка, да дадеме соодветна инхалаторна терапија, претежно преку оние небулайзери, еден мал процент, да се подпомогне да се обнови епителот кој што сега е оголен и кој што ги има оние тусигени зони кои се многу богати во дишното стебло, посебно нели во горните партии, па се до мали дишни патишта, а понатаму веќе како што оди до алвеолите, на пример алвеолите, таму тие меурчиња каде што се разменува воздухот, немаат рецептори кои што не тераат да кашламе. Така да тие и при мала, да кажам, дразба придонесува да се јави кашлица која што трае и трае. Но кашлица која што е продуктивна и посебно кога е обоен из кашлокот и која што е по количина пообилна, дефинитивно сугерира дека се работи за долно-респираторни инфекции кои што можат да бидат од типот на бронхити, и пак ќе спомнам, најчеста причина за бронхити се вируси, после се накалемуваат бактерии, понатаму тие што имаат бронхиектази, променете нели дишни цевчења од X претходни заболувања, тие имаат и променен микробиом и од таму е отежнато она зголемено создавање на секрет искашлувањето, тие можат дури и во обилни количини да искашлуваат.
Исто така болните со ХОП имаат поголема количина на искашло кој што кога екзацербираат и пред да влошат, тоа значи екзацербирање, ја променува и густината и количината на искашлокот кој што го искашлуваат, и да не збориме за оние сериозни заболувања кои што за жал се уште постојат како туберкулозата, кога нели можеме да имаме и друг тип на, да кажам, содржина во искашлокот. Еден абсцес комплициран може да искашлува една содржина искашлок кој што е многу непријатен по мирис, кој што е путриден. И исто, за жал, кашлицата како симптом кој што не се смирува, иако на рентгенот немаме некои промени, треба, ако значи долго трае, да се испита подетално, бидејќи за жал морам да спомнам дека карциномот на бели дробови е доста во пораз, посебно централно сместените лези, лезите кои се во дишната цевка, кои што нели се обичаат на рентген, може малтене нели да не се приметат дека почнува некој малигни процес. Имаме гледачи кои што очекуваат да се вклучат во денешната емисија. Да го слушнеме првото прашање од гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до докторот. Ви благодарам. И до вас. Благодарам. Сакам да поставам едно прашање. Јас понекогаш ми тече од левата ноздра, ми тече носоца, а исто така имам и замор и понекогаш кашлам. Дали е тоа некоја инфекција или нешто вирусно заболување? Да немате, докторе, некое прашање? Ако е само понекогаш, најверојатно може некој нели лесен респираторен ефект, или ако е одреден период во година, например се јавува рана пролет или рана есен, пошто рече понекогаш, може би се работи за некоја сензибилизација на инхалаторен алерген. Така да треба да се истекува само од едната ноздра, може да е поврзано тоа можеби со треба да ја прегледа орала. Солзните канали. Треба да ја прегледа орала. Не верувам дека сега, мислам дека беше, не кажа која возраст пациентката, дека нешто тоа е со солзните канали, треба да се исто прегледа дали има некоја нели прооднос или девијација на носен септум или на пример другата ноздра е затната, но сепак барем напред се една орала обсервација и понатаму да се јави нели после тој орала преглед на помалок, каде што би направиле дополнителни исследувања. Да ги слушнеме и останатите прашања од гледачи. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав. Група гледачки од општина Аеродром, гледачки на емисиите од областта на медицината. Така, ви благодарам. Поздрав до сите вас. Доктор Маријан Павловски, мислам. Баловски, кој што е многу често застапен во сите емисии од областта на здравството и толку детално објаснува, значи, сме многу благодарни. Јас конкретно немам прашање толку за докторот, меѓутоа сакам да го пофалам, кој што заслужува една благодарност од сите слушателки и гледачки на телевизијата. Ако имам проблем, значи би отишла право кај доктор Павловски. Воедно од 8 септември го поздравуваме и доктор Владимир Ристовски, кардиолог, кој што и тој многу убаво ни објаснува, и докторката Татјана Делева, спошева невролог. Поздрав и ви од мене до сите. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Благодарам, бидете добри. Ке вклучим уште еден гледач. Добар ден. Се исклучил во ред. Докторе, кога станува збор за упорната кашлица, некои се одлучуваат да земат сируп за смирување на симптомите. И сега, кога да се земе сируп за искашлување, а кога сируп за смирување на кашлицата? Каков сируп? Бидејќи има различни. Вака, никогаш немојте да, ниту на пациентите, посебно да се внимава сируп и односно таблети кои што супримираат кашлицата, никако, апсолутно. Се што на приорна база, пред се препораки да се хидрираат доволно. Самото често пиење на течности, значи најобична вода, може и топли напевки, чаеви, ќе овозможат лесно кога телото е хидрирано да се лесно разводени тој секрет да се искашла. На природна основа не сметам ни еден препарат да се земе. Јас се често на моите пациенти им кажам линено семен или натопете го преку ноќ во врела вода и утре еднаш испитете таа течност, ако не ви сметаат семките, испитете со семките или во чаша млеко кој љуби, нели? Нека зоврие во млеко, нека се испие. Исто така салепот помага како едно средство, белиот слез помага како лековито средство. Липата, бозела, чевите, но најбитно да се хидрирани, значи една обична, најобична вода од чешма, не мора да е нели некоја се посебно купена, но да е доволно кога има човек кашлица да се хидрира.
Стрикно се забранува и никако не сме да се препорачува лекови кои што се супримираат кашлицата, посебно тие кои што делуваат на централно ниво. Тоа никако, бидејќи посебно кај еден болен кој што има, да кажеме, кашлица ради пневмонија или ради друга болест, ќе невозможи кога ќе се супримира центарот за кашлица, кој што е во горни делови на медула спиналис или во продолжен мозок, ќе се надозволи повеќе собирање на секрет, кој што е субстрат прво за накалемување на уште други бактериски инфекции, а второ ги дозатнува овие што спомнувам мали дишни цевчиња со секрет и прави еден тип на микроателектази кои што невозможуваат да воздухот појде до алвеолите. Значи, за пациентите само доволно хидрирање и не сметам ништо што е на природна основа. Дали е тоа исландски лишај, дали ќе биде нели егнацетилцисцин или било што, тоа нема да пречи, но никако препарати кои што супримираат кашлица. Доволно хидрирање и оној стар лек што народот искочен навистина потврден во многу студии дека е ефикасен, тоа е добра пилешка супа. По можност да подолго се вари пилешкото месо, за она да испадне од коските буквално сте, на крај се додава изобилие свеж зеленчук и да тоа се јаде во неограничени количини и зимата, еве, самата природа нашла начин да ни помогне, а грумите сега се презастапени да се јадат во доволна количина, не мора да се цедат, бидејќи цеденото кога ќе се истерат, ако некој сака повеќе да цеди, да обавезно стави вода во исадениот сок, најдобро да се јадат кои се богати со она врзана вода во нив и богати се со антиоксиданси, освен витаминот С. Така да тоа оно што го препорачувам во зрките месеци повеќе да биде застапено. Ќе вклучим уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Го очекуваме вашето прашање. Добар ден. Добар ден. Ќе ве замолам само разговорот да го следите преку слушалката, тонот на телевизорот да го намалите. Само на таков начин ќе можеме да имаме флуентна комуникација. Значи, тонот на телевизорот веднаш намалите го и повелете да го слушаме вашето прашање. Да. Прво поздрав до водителката и до докторот. Ви благодарам. Вака би сакала до докторот да поставам прашање. Еве, скоро месец дена на спината, односно од левата носа. Ќе замолам само од режија погласно да ја пуштат гледачката, многу слабо се слуша. Значи веќе еден месец имате некаков проблем, ако добро ве разбрав? Да, и без на матичен доктор ми препиша лекадол, го испив тоа и некој сируп за бронхи за искашлување. И да ви кажам, еве 2-3 пати одам на доктор да ме слушне, матичната, ми вели ништо сериозно. Јас по моја иницијатива отидов на пулмолог, ми направи снимка, ме снимаше и ми рече на пуќата немам ништо. Меѓутоа, се уште мене не ми престанува болката. Мислам, така имам шлајм доста. Така? Дали ви е носот проводен, не ве слушнав, извинете? Само едната ноздрва ми е проводна. А каков искаштокот по боја, дали е обоен или е бистар? Не, бистар е, да, бистар. Так. Значи имате проблем на горно дишно стебло, односно во носот конкретно, и мора тоа да се реши. Ви советувам да појдете до колега Орала, да ја види носната слузница ендоскопски, бистар е секретот и ќе препорача тописки препарат, кој што ќе ви овозможи да полесно продишете, да се намали таа инфламација која што е подостапена во една од ноздрвите, левата или десната, како што рековте. И тоа мора да го направите, само избегнувајте на своја рака да земете деконгестиви, тој се така да спомнам да другите гледачи не смеат препарати кои што се деконгестанти, примерно, или тоа се препарати кои што прават констрикција на крвните садови и се даваат многу краток временски период. Тоа се капките за нос? Капките за нос обично ги има, значи многу, нели, да не спомнуваме сега паралели. Тоа да не се зема подолго од 5 до 6 дена во континуитет. Зошто, доктора? Освен што прават атрофија на носната слузница, значи ја пореметуваат, комплетно го пореметуваат цел епител, веќе самата ресорбција во крвото покажува нус ефекти дополнителни на многу, да кажам, органи, посебно на страда срцето. Затоа избегнување, прво го уништува епителот носен, а тоа е многу битен епител, тоа е на некој начин сличен на оној епител кој што го имаме во мали дишни патишта надолу, до цел дишен систем, затоа викаме имаме едно единствено дишно стебло,
Ако има потреба, тука ќе се уфрли антиинфламаторен лек, но не правен во аптека или правен сам пациентот, туку нели лек кој што е направен да се врзе за молекулите, за самите рецептори кои што ги има нели на дишниот епител. Единствено што безаздано би препорачал, бидејќи стварно сме изложени на голем број зададувачи овој период, освен вирусни инфекции, гледачката не даде податок дека имала температура или била нешто претходно болна, може лесно со изотонична морска вода, со било значи кој препарат е во аптеките, без додатоци внатре. Доволно е само да има изотонична морска вода. Ајде то објаснете, изотонична, хипертонична, има различни. Зошто? Што е разликата? Бидејќи хипертоничниот има поизразен, да кажам, антиинфламаторен ефект, на друга страна па прави изголемена секреција. Изотоничниот прави еден вид нели на тоалета на носот од она се што се насобира во тек на денот. Самите знаеме што се насобира во тек на денот, нели, на костата, на рацете, на лицето и без да нешто допреме. Така да и тоа се вдишува и најголема концентрација останува залепена токму во носот. Затоа и носот, нели, велам, секој дишате преко нос, треба на некој начин се направи на тоалета, посебно во зимските месеци. Ништо направено на своја рака, ниту растворени чаши, колку лажици сол дома, некои искуства пациенти што ме пренесуваат, стават вода во лејки. Па носат и од море во шише морска вода. Нема потреба, бидејќи и морињата за се контаминирани. Има морски раствори кои што се продаваат и постепено се во облик стерилни, кои што се во облик кои што оневозможуваат загадување. Јас викам како дезодоранс, кој што буквално со еден стисок доволно е, прави еден вид туширање и тоа не да се претерува со тоа, пошто претерувајќи за тоа па после нели ние правиме дополнителна стимулираме да се создава секрет. Но кај пациентката дефинитивно треба да се уфрли некој антиинфламаторен лек кој што ќе ја смири таа секреција која што најверојатно од нешто е предизвикана. Тоа нешто може да биде вирус, може да биде загаден воздух, може да биде алерген. Значи може да биде било што го има во изобилие во надворешниот свет. Уште еден гледач имаме, кој што очекува вклучување во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Зборуваме за инфекции во зимскиот период и би сакала да ја проширам темата. Не само во зимскиот период, освен студот, ги имаме и прием честички во нашата околина. Како да ги проветриме нашите бели дробови? Како да ги заштитиме? Дали одење во планината, во чист воздух, ќе помогне за последици што не ги прави загадувањето? Дали да одиме во солени соби, освен прочистувач на воздух што имаме во куќите? Што да правиме да се заштитиме? Да, ова е еден голем предизвик и многу се прашуваат што може да се направи. Безпомошно се чувствуваат. Буквално сите, вклучувајќи ми мене, секогаш печачам до моето работно место и последниве месец дена одам со KN95 маска. Печачените е така мој избор на ослободување од стресот прети и по работа. Дома исто имам прочистувачи на воздух, значи совет, секој слободен миг повисоко. Не мора да се оди, солени соби не препорачувам, тоа сепак се затворени простори кои што ги посетуваат многу луѓе, популација. Нема потреба да вдишуваме соли, нас не треба воздух без загадувач, чист воздух, дефинитивно. Не треба да внесуваме сол, друго кој да внесуваме таа сол на море кога сме, тоа се микроаеросоли кај што сме на отворено и каде што потекнува од, да кажам, микробазен. Она што не е достапно, златно водно, горните делови, каде што знаете како изгледа Скопје последниот месец дена, буквално на горе убаво сонце. Било што ни е достапно блиско, ако можеме да отидеме и до море, нема проблем. Зошто да не? Па и не е толку далеко, еден викенд покрај море. Водно, било што ни е блиско, што може околу Скопје да се избегне, неколку часа да се помине на воздух, тоа е најпрепорачливо, бидејќи токму и вдишувањето на чист воздух, им ќе не освои, ќе не наполни со позитивна енергија, им ќе помогне да она што е нечисто се isfrли, но за жал, PM частичките, посебно овие со многу ситен микродиаметар, навлегуваат и многу подлабоко ја поминуваат алвеокапиларната мембрана.
Жално е за дечињата кои што развиваат сега дишен систем, кои и во плацентата се пронајдени овие тие частички кај трудниците. Верувајте, во мозокот се таложат, дори причина на светско ниво, загаденоста на воздухот е светски проблем, дефинитивно. И на светско ниво се големата причина дори за пораст на невродегенеративни заболувања, каде што навлегува Алцхајмер и сите деменции, е токму таа невроинфламација која што предизвикана од голем број на частички кои што се толку ситни, кои што можат да навлезат, да се наталожат и кои што нели предизвикуваат соодветна невроинфламација која што води до невродегенеративни заболувања. За жал решение нема на повидок, но тоа е тоа. За жал прочистувачите на воздух стана потреба, за жал, али сепак треба да се променува со надворешниот воздух, бидејќи внатрешното загадување никој не го зборува, тоа е она што е наши активности. Готвење, прашина има постојано присутна, имаме зидови, имаме мебел, кој што нели си има своја, да кажам, дерматофагоиди, во ќошевите, колку и да внимаваме, има мувличке кои што не гледаме со голо око, посебно средините каде што се готви на шпорјати на дрва или шпорјати на јаглен или било кои други методи на горење кои се употребуваат. Значи, дополнително внатрешна средина има своји загадувачи, кои што ги дури некад полоша од таа надворешната, нели, бидејќи ние од надвор го внесуваме се она што не чини, од сообраќај, од индустрија, градежниство, се гради на секој чекор, таа прашина не може да остане нештетна за нашето здравје, кое што нели кој ќе навлезе во воздухот, кој ќе се сретне со сите овие дизел издувни честички, па плюс тоа со хемиски реакции, со озон дополнително, па партикли, вакви, такви, онакви, зависи што се има во издувните газови, создаваат уште голем број на нови активни соединенија кои што го прават тој оксидативен стрес и кои што го прават оно тивково спаление. Најдобар совет е престој на повисоки простори. Кога е возможно, буквално, и каде што нели има провев, покрај реки, каде што сепак малце, сепак јас не забранувам физички активности, но да не биде ни трчање покрај сообраќајници, али качување на високи планини, како препорачувам. Достапно ни е водно, имаме прекрасен град и со река и со планина која што ни е тука. А секој што може што му стои подалеку и како препорачувам, но да избегнуваат посебно хронични болните, посета на спа центри, посета на базени овој период, зборам хронични болните или солени соби. Уште еден гледач очекува вклучување. Добар ден. Добар ден. Повелете. Најпрво сакам да ве поздравам. Благодарам. Затоа што со вашата тема директно сме засегнати. Еден месец сопругот има респираторни проблеми. Се започна од прилика пред 30 дена. Имаше само болки во коските, без температура. И по тие 2-3 дена надраžнителна кашлица. Тука кај нас во нашиот град беше лекуван 3 дена со моксиклав, 1 ден линдрацин, после беше со 4 дена моксирал, ама крвната слика и кашлицата покажуваат дека неговите вредности се полошуваат. Поради неговото полошување на здравствената состојба побаравме помош во болничка установа, каде што престојуваше 5 дена. Беше третиран со меропенен и врамицин. Потоа беше пуштен на домашно лекување со препорака и седотерапија да ја примиме во болницата во градот во кој што живееме. Но и покрај 10 дена прима на денска терапија меропенен, неговата кашлица не престанува. Вчера отидовме во една скопска лабораторија и направивме молекуларен вирусен респираторен панел. И на резултатите кои што ги добивме дома, резултатите се дека е позитивен на инфлуенца Б, хуман респираторен синцијал вирус, потоа стрептокока пневмонија од 13 до 16%, хемофилиус 4% и тотална бактериска маса детектирана. Јас барам помош затоа што веќе искрено не знаем како да се еве сега има докторот прашање. Дали имаше пневмонија со диагностирана на рентген атак? Значи вака, сте го зеле ПСР-от после, да кажам, завршено антибиотско лекување. Ако се смирени инфламаторните маркери како ЦРП, ако имаме регресија на наодот, не очекувајте дека таа регресија на
рентген наодот ќе биде веднаш, некогаш е потребно да помине 3 до 4 недели преку сила да се повлече рентгенскиот наод. Значи, ако ви е мирно ЦРП-то е панато е број на леукоцити... Не, докторе, ЦРП-то за жал е повторно 20. Не е бројката 20 загрижувачка, не се грижат апсолутно. Видете како одат рентгенските промени. Апсолутно ви реков дека сега можни и респираторни суперинфекти, се извинувам, така да ако нема прогресија на рентгенска наод, ќе се смири, бидејќи долго време е на антибиотици. А докторе, може да обстојува долго време кашлицата и покрај тоа, што ќе се смири, еве, ЦРП-то 20, веќе споменавте дека не е некоја вредност која што е загрижувачка. Да. Значи, извинете. Да. Нешто ме надразни во воздухот, а самата присутна кашлица не е загрижувачка. Ти се стабилизира, ако има потреба, ќе уфрлеме, нели, и некој тописки лек што ќе ја смири кашлицата. Так. И сега би се задржала... Мора да оди на преглед. Сега, овие се интересни респираторни панели што се прават, се зема бриз обично од нос, се зема од грло и ќе се добие цела листа на бактерии и вируси кои што би можеле да предизвикаат некаков проблем. Колкав дел од тие се дел од флората, колкав дел може да бидат контаминација, како се проценува дали всушност нешто од сето тоа предизвикува проблем или треба да се лекува сето она што е... Не. Треба да земе искашлок, најдобро да земе одолно стебло, тоа не го правиме рутински. Значи, точен одговор се добива само преку искашлок. Дефинитивно. А овој респираторен панел? Значи, искашлокот често го загадуваме. Затоа што во устната празнина имаме и своја флора. Тие се многу чувствителни. Премногу се чувствителни панелите и ќе детектираат. Но не е битно само да детектираат присуство на бактерии или вирус. Треба да биде бројот на копии. Количината е важна. Количината која што е добиена и која што е детектирана. Најсигурни, значи ние често употребуваме кај потешки пневмонии, кога земеме бронхоаспират или пневмонии асоцирани со респиратор, преку тубусот, директно земаме од дишното стебло аспират, буквално таму кај што сме сигурни дека тоа што ќе го земеме е причина. Искашлокот често знае да биде исклюво. Пациентите немаат искашлок, па ќе плукнат. Така, затоа велам, значи, присутност кај пациентот имало и самиот почеток што почнал прво со болки по коски, зглобови и развиток, нели, на слика на пневмонија, оди во прилог на атипична пневмонија, значи вирусна која се накалемила со бактериска. Спомна неколку соеви на септокок, антибиотиците кои што ги има примено, покриваат сето тоа. Но присутната кашлица останува. 20 ЦРП не треба да плаши, ова е се уште, да кажам, се смируваат параметрите, тука е матричен лекар кој што ќе ја следи состојбата. Нека го повторам за неколку дена. Ако расте, имаме суперинфекција. Сега имунитет е срозен. Пневмонијата е сериозно заболување. Пневмонијата кај млади и кај здрави лица може да даде голем број на компликации. Така да опоравокот од пневмонијата некогаш е и подолг од месец, месец и пол. Бидејќи ниту настанува преку ноќ, ниту поминува преку ноќ. Сепак воспалението, знаете, вирусните пневмонии кои што ги направи COVID-19 и пациентите кои што, фала Богу, го преживеа, тие флекички што се гледа на белите дробови, остануваа со месеци, ке голем број нив дори останаа за секогаш го фиброзираат ткивото. Кај пациентот не станува збор за таква пневмонија, станува збор за бактериска пневмонија, премона што го кажа со која што нели бил лекуван. И самиот начин на свичување побрзо на перорална терапија се прави да спекна тоа, го викаат водичите. Чим немаме 48 до 72 часа температура, после последниот даден интравенски антибиотик, ние можеме да ги преклопиме со перорална антибиотска терапија од аспект да го скратиме болничкиот престој, бидејќи болницата е исто место каде што имаме доста голем број на интерхоспитални соеви на бактерии кои што не можат. И внимаваме голем број на пневмонии кај млади лица. Ние ги лекуваме како најтешки долно-респираторни инфекции во домашни услови. Ако тој пациент е здрав, нема коморбидитет, кажам, не е тахипноид, односно нема голем број на респирации во минута, има добра кислородна сатурација, има добри вредности на уреја, свесене, може да биде дома лекуван со перорална антибиотска терапија према
лабораториски параметри кои што ние ги знаеме, нели према крвна слика ЦРП и се одлучуваме за кој тип на антибиотик, некој ќе искомбинираме и двојна антибиотичка терапија. И нормално ќе се контролира кај тој пациент. Но ако тој пациент е тежок од сам старт, како што бил сопругот на гледачката што се јави, тој значи бара заслужува да биде хоспитализиран, а за жал некогаш тие пневмонии завршуваат и со преместување на одделот за интензивна нега, бидејќи бараат респираторна поддршка. Секојдневно работење имаме ние пневмонии кои што одат со нарушена размена на гасови, со пат на кислородната сатурација. Ако брзо не се интервенира, прво се обидуваме со сипа вентилациона поддршка со маска, под голем притисок да дадеме кислород, ние некогаш одредени пациенти мораме и да ги, да кажам, интубираме, да завршат на респиратор и гледаме што е можно почесто побрзо да ги извадиме од респиратор. Исто така, пневмоните знаат да дадат и екстра велодромни манифестации, исто и вирусите. Може, например, на вирус на грип или коксаки вирус инфекција да даде уништување на срцевиот мускул, да направи еден миокардитис. Може да даде лоша аритмија, може да направат дури радиотромбогеното учество на одредени вируси респираторни, да дадат создавање на тромби било каде во телото, па да направат пациентите миокарден инфаркт во тек на хоспитализација на вирусна пневмонија. Било дробна тромбоемболија, значи тешка состојба е, зависи буквално од бромбената моќ на домаќината, односно телото, во какво состојба е претходно, или да кажам и здрави лица кои што пушат, тие природно имаат нарушен и микробиом и нарушен одбранен механизам на телото према се тоа. За се треба време, пациентката оди редовно на контрола кај лекари, матлично ќе следи понатаму и треба време да ова се исчисти и нормално контрола на рентген не подоцна ниту порано од 3 до 4 недели после завршеното антибиотско лекување. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Благодарам и на вас. Поздрав до гледачите на Телма амбуланта. Почитувани, тука ја заокружуваме денешната емисија. Ви посакувам пријатен ден.